Добре дојдовте назад за нашето прво дневно гостување, па и не би го нарекол гостување, би го нарекол добре дојде назад и добро утро секој утро за нашиот драг Христо Ивановски. Добро ни дојде. Добро утро, добре ве најдов. Добро утро и за нашите гледачи кои им должам едно, како се вика, една најава дека повторно се враќам по таа речиси 6-месечна пауза во Казахстан, се враќам повторно во Алфа и ќе се дружиме најчесто во утринските часови, како што беше и претходно. Како и што, сметаме дека треба да биде така функционираме. Така треба да функционираме. Темата за добре дојде е токму твоето 6-месечно, нема да си персираме, колеги сме, пријатели сме. Токму твоето 6-месечно престојување, твоето 6-месечен живот во Казахстан, јас по тоа што имам читано се работи за доста интересна земја. Еве самата етимологија на името земја на козаците. Тука сега зборуваме веќе за козаци, муслимани, за разлика од нивните условно речено браќа во Русија, односно донските и во Украина запорошките козаци. Земја на степите, земја со богата историја, култура и традиција, но тука си ти да ни објасниш за тоа. Добро, многу е тешко да сватиш една земја што се вели за период од 5 месеци да ја истражиш и така натаму, особено во период кој мене не ми се потрефи, затоа што само што дојдовме за речиси месец и пол се случи ова со пандемијата и се затвори буквално се и практично си во стан, нема каде да одиш. Еве да кажеме една како дополнителна информација, стан, зборот е персиско потекло, тој значи татковина, значи Казахстан е татковина на казаците, тоа убаво го кажа. Ние мислиме дека Казахстан, Туркменистан или Узбекистан се турски зборови, но етимологијата е во персискиот јазик, а и ние го користиме, нели, стан е дом и така натаму. Казахстан прво го доживеав како една многу студена земја, затоа што пристигна во јануари по Нова година и само што излеговме од аеродром, веќе температурата беше во утринските часови минус 36 степени. И со ќерка ми се тресавме неколку часови, не можевме никако да се вратиме од тој шок толку брзо. Тоа е тоа, нели, тоа е таа степа Нур Султан или поранешна Астана, уште си ја викаат Астана, уште си имаат нели Астана спортски клубови на Касписко море и така натаму. Астана не. Астана е во срцето на степата. Така. Таа не оди далеку е, Касписко море е повеќе од може 1600 километри дистанца. Нур Султан, односно Астана е западен Сибир на некој начин. Блиску е по една линија према Петропавловск, северно, и кон Омск, еден од поголемите градови што е во близина на, значи се граничи со во Сибир практично паѓа. И вие сте во така и се рекламира, нели, Нур Султан, срцето на степата. Практично градот е во степа. И ти не гледаш ништо освен снежни дини. Ние тоа гледавме до март месец. Се движевме околу зградите, затоа што беше Нур Султан во карантин, немаше излегување од градот, имаше стаено контролни пунктови и нема излегување. Ајде малку повеќе за тоа да позборуваме. Тоа беа мерките први што се донесоа. Како Казахстан генерално се справуваше со пандемијата? Генерално веќе на почеток кога се обзнани и кога светот ја го фати таа паника, еве што се случува се одеднашка, сите бевме во паника, не знаевме што е, дали е биолошка војна, дали е некоја геостратешка игра и така натаму. Пандемија е се по нешто, тоа секако, но фактите зборуваат дека почнува да се зголемуваат бројот на инфицирани и Казахстан начело со таткото на нацијата Нур Султан Назарбаев, кој го води тој советот, националниот совет, тој не е председател, Токаев е председател. Пред 2 години имаше демисија на своите председателски функции, меѓутоа е клучна фигура се уште и тие донесоа мерки, жестоки мерки,
Веднаш. Алмата, најголемиот град и економскиот центар, се затвори во карантин затоа што таму цифрите почна нагло да се зголемуваат на инфицирани. И Нур Султан, Караганда, поголемите градови се ставија под карантин. Тоа значеше дека нема движење на населението од едно место во друго. Регионите се затворија. Тоа траеше, речиси, 3 месеци. Мислам дека слично беше и како овде во Македонија. Полициски час, контроли има по тројца полицајци, постојано контролираат во областа и немаше влегување во нивните најубави места во зима се практично шопинг моловите. Во Нур Султан има 5 огромни шопинг мола, каде што практично во студените, тие долги зимски денови, таму е најпријатно. Навистина се преубави, особено што во 2017 експото се одржа во Астана и се направиле прекрасни објекти, што веруваме ние супер модерни, state of the art, и баш во тој дел каде што е експото има еден огромен мега Silk Road, еден огромен шопинг мол. Тоа се затвори. Храна само се носеше со дозвола, можеше дома да ви донесат, значи имаше тоа деливери, одредени ресторани ги добија тие лиценци. Другото ништо, седиш и гледаш надвор што се случува, врне снег, дува силен ветер, врне снег, дува силен ветер и тоа е тоа. Затоа, веројатно, и од таа клима е издефиниран казахстанскиот менталитет. Речи си, не можеш да ги слушнеш, тивки, повлечени, не можеш да ги разбереш. Сосема поинаков народ. Сосема поинаков народ. Так, споменавме дека се работи за косаци муслимани. Ајде малку историјата да ја допреме. Во денешнината Казахстан важи за едно од најтолерантните места во однос на религии, во однос на генерално. Јас мислам тоа се чувствува, значи го немате вие тоа етничка поделба, сегрегација, тие линии на поделба, имате цркви, имате џамии, имате синагоги, и тоа си функционира. Казахстан е секуларна држава и тоа е наследство од Советскиот сојуз. Во сите тие бивши советски републики или во сега во заедницата на независни држави ќе го видите тој секуларизам. Тоа се секуларни држави. И има верска толеранција. Тоа е сосема поинаков ислам од тој што го гледаме ние овде во Македонија или на Балканот или во некои други земји. Дури не можете да го приметите. Нема тие гласни молитви, тоа па дури кога беше за Курбан Бајрам, баш се погодија тие денови кога се донесоа силните мерки, излегоа верските лидери на исламската заедница и кажаа: ве молиме, овој Бајрам ќе биде поинаку спроведен. Нема собирање во џамиите и така натаму. Нема ифтари, нема. Тоа се почитува. Ифтарските вечери се правеа за многу малку луѓе и тоа така си оди без проблеми. Со почитување на мерки. Со почитување на мерките, апсолутно. Таа верска толеранција функционира, до кога ќе функционира, не знаеме. Затоа што светот е еден механизам кој се движи постојано, има промени кои се менува и така натаму. Например, еден од клучните точки покрај акордата, председателската палата, која треба да символизира историски нивното прво востанување на државата, стара каганат или канска држава, акорда е символ на државност, бајтерекот, символот на нивната птица, на вечноста и така натаму, кој е еден огромен, во средината не знам дали имаме, веројатно ќе се појави негде, тоа е еден огромен обелиск во кој на врвот има јајце, од кое треба да се испили таа птица, символот на вечноста, како што има во некои цивилизации, Египет и така натаму, Фениксот. И Абу Даби Плаза.
Абу Даби Плаза е највисоката зграда и тоа е еден огромен комплекс кој сега треба да се доврши во, да речем, наредниве година-две. Доминира тој објект кој е 335 метри, значи повисоки од Ајфелова кула и повисоки од Бајтерек. Дали тоа значи дека Абу Даби влегува и со сиот свој културен и религиозен пакет во Казахстан, останува да се види, но тоа е, што би рекле, играта се игра, сега Казахстан влегува во една нова фаза, кога национално се воздигнува, си ги бара своите корења, казахстанскиот јазик се враќа во школството, нели, покрај рускиот кој бил доминантен, сега се менува тоа. Кирилицата останува како, нели, официјална, меѓутоа се менува кирилицата за казахстанците, тие несуваат своја латинично писмо. Значи сето тоа е дел од еден процес на транзиција и јас би рекол потрага по својот идентитет на казахстанците. Тоа е, нели, процес кој ќе трае, ќе видиме како ќе дефинирање, на некој начин како дефинирање. ќе се развива, да. Тие се сепак, да не заборавиме од историски аспект, имаат навистина богата историја. Еве ова на пример што го спомена за птицата, за орелот, тоа е многу слично со нивното, предпоставувам, значи под предпоставка е ова дека е поврзано со меѓу другото и голем дел од нивната монголска ДНК. Да не заборавиме дека токму на нивниот простор било и седиштето на она така наречена Златна хорда. Нели кога се поделила фактички империјата на Џингис Хан. Тоа е многу блиску до тоа. Да, но мислам, барем тоа е мојот впечаток, дека они сакаат да избегаат од таа линија. Сакаат посебен идентитет. Сакаат посебен идентитет и они сметаат дека имаат посебен идентитет и окей, не? Ја чувствуваат блискоста кон турските племиња, нели? Так. Имаат една линија која ги поврзува со турското јазично подречје, но не е само јазикот, нели, е елемент на таа блискост на културите, има и други елементи, но постои еден микс на, еве би рекле, на групи културни, јазични, етнички и така натаму, кои се споиле во една целовитост, еден народ кој, нели, денеска се представува како казахстански, кој поминал историски периоди, не се малку тоа, се 8-9 векови и така натаму, на устна па и напишана историја, меѓутоа доминантно во моментов е она што е најмодерното, нели, последните 100 години ги дефинираат како држава, како нација и така натаму. Што е сосема легитимно, тоа е сосема легитимен процес. Тоа е, но да не заборавиме, они се наоѓаат меѓу две огромни империи, Русија и Кина. И сега, кога сте вие меѓу толку, вие сте големи по територија, Казахстан е 9-та земја по територија, тоа се милиони километри квадратни, дистанца од некои 3000 километри од еден до друг крај, тоа е пола Европа и така натаму. Сепак се чувствува таа геополитика, тие игри и така натаму. Казахстан ги има ресурсите, нели ја викаат земјата на Менделевиот систем, сите елементи од периодичниот систем ги има во Казахстан. Јас сум бил во еден од тие нивните музеи кај што, нели, ви покажуваат вака една огромна како ова еден екран и ги има сите точки каде кој елемент се наоѓа со социјалички. Еве, тука е ова, тука е тоа и така натаму. Интересно е, богата земја е навистина. Да не заборавиме дека и богата со нафта. Богата со нафта. Јас не бев во тој регион каде што има нафта, тоа е према Касписко море повеќе и така натаму. И газ, например Алмата е гасифицирана, Нур Султан, јас каде што бев, нема газ. Сега они имаат и нафта и газ, меѓутоа немаат логистика, немаат нафтоводи, гасоводи и така, особено гасоводи. Немаат каде да го носат гасот, мораат да го собираат, па го извезуваат таков како, нели, по-скапје. Сиров, да. Сега тоа треба да се среди. Инаку, веројатно, токму тука и можноста за влијание од суперсилите што ги спомена. Значи... Па суперсилите влегле на времето, направиле бизниси, мешовити компании и така натаму, експлоатираат нафта, меѓутоа мислам дека Кина влегува тука
околу тој бизнис со нафтата и влезена е веќе многу подлабоко и инвестираат во тоа и стиснати се, например, холандјаните во тој бизнис. Кина е новиот играч, меѓутоа Кина има и друга една карта на која може да игра, тоа е кинеското малцинство во делот на Казахстан, во граничниот појас. Од друга страна па Казахстан има свое национално малцинство во Кина, тоа е во, да речеме, во пределот на Уйгурија, кај што се уйгурците и така невралгична точка, повремено има искричења, пред неколку месеци баш кога има беше, постојано со кинеската влада и протести на кинеското малцинство во еден дел, каде што имаше и за жал настрадани, имаше мртви. И тоа не е прв пат. Тоа се случува во историјата неколку пати, особено по 90-та година, кога Казахстан прогласува независност и така натаму, да. Во однос на нешто ете поинтересно за нашето поднебје, дали и колку се чувствуваат, да речеме, остатоците од транзицијата, затоа што нели секоја земја која што била во тој на некој начин источен блок социјалистичко општество и така натаму, дали можеби сосема го напуштиле тој начин на функционирање или го адаптирале на некој начин да функционира така како што се навикнати луѓето? Тоа е интересно е ова прашање, меѓутоа би рекол сега една работа е интересна. Пописот кој требаше да се спроведе во октомври оваа година е одложен заради пандемијата и најверојатно тој ќе биде можеби наредната година. Интересно е да се види колку е сменета етничката слика на Казахстан. Да речеме колку руската популација е иселена од Казахстан. Во моментов има меѓу 20 и 25%, значи е намалена драстично од 90-тите години. Значи има тренд на иселување. Има тренд на иселување. Има тренд. Тоа е една од тие транзицијски појави. Како систем би рекол го бара својот идентитет. Казахстан се обидува да направи своја некој свој систем, значи да излезе од би рекол, руската школа или рускиот систем. Тоа ќе биде тешко. Не е лесно. И ние како Македонија сме уште во транзиција 30 години по прогласувањето на независноста, не ода тие работи така брзо. Кој модел да се земе? Имаат контакти со Германија, они германците многу ги сакаат, но вие не можете да станете преку ноќ германци, ви треба огромен период. Руското влијание или рускиот систем се чувствува во образованието. Тоа е тој. Значи, рускиот систем... Керка им учеше на руски јазик. Значи, казахстанско училиште и многу казахстанци подобро го говорат рускиот јазик отколку казахстанскиот. Значи, нешто слично како што било во Украина, можеме да кажеме. Тоа е таа империја, не? Империјата си го... империја затоа што и го наметнува јазикот и својот образовен систем. Сега, тој систем не е лош. Рускиот образовен систем не е лош. Сега, треба да направите свој, тоа не е лесно. Треба да помине време. Добро е што они го форсираат казахстанскиот јазик, така се дига една култура, една нација, една традиција и така натаму. Оваа година е година на Канон Бај, нивниот филозоф, поет и така натаму, основоположник на нивната култура. Они го слават, тоа светот го слави, но да речеме, ситуацијата е многу интересна, како што, например, била некојаш за евреите. Евреите го изгубиле, расилувајќи ги ни светот, го заборавајќи својот јазик. И они се образувале на арамејски јазик. И Библијата ја читале на туѓ јазик, на арамејски и така натаму. Сега кај казахстанциве, например, сето тоа што го правеле на руски јазик, треба да го преправаат на казахстански јазик. Ќе трае, но имаат, да речеме, експерти, стручњаци, видни стручњаци руси кои се вклучени во процесот, во образовниот систем. Они сега го развиваат системот на високо школство. Универзитетот, например, Назарбаев е ври од американци. Ври од американци таму предаваат и така натаму. Интересно е, не плаќаат данок. Си заработуваат добро и така натаму. Тоа е еден од трикчињата што се спроведува за да дојдат. Нормално, инаку не би дошле. Но
USAID има своји проекти, инвестираат не знам колку милиарди до сега и така натаму. Тоа се информации кои ќе ги најдете вака од страна ако чепнете каде инвестираат во новинарство, во демократија, учење јазици и така натаму. Так. Затоа што не зборуваат англиски јазик како во не знам Во европските Европа. земји. Да. Она што мораме да го, колку што ни дозволува времето, исто така мораме да го начнеме. Ако ништо друго е, каков е стандардот на живот? Таа е онаа транзиција која зборуваме и тој систем, нели, што Да. се обновува. Нур Султан или Астана е една приказна. Тој е град праен комплетно нов. Ова е интересна слика, ова од кошаркарски надпревар. Во позадина Емил Рајковиќ, најуспешниот кошаркарски тренер во историјата на казахстанската кошарка. И навистина е убаво да се гледа, јас гледав неколку мечеви, потоа тоа. Ова е просторијата на, сега е музеј на палатата на Назарбаев, шахист, поет со домбрата, национален инструмент, свири и така натаму. Така. Тоа е се врти околу, нели, Назарбаев и ова е сликано на една фарма за коњи и Ова е оној кумис. ова е млеко од кобила, Така. кое се пие во првите пола час од кога ќе се намозе кобилата. Јас млеко не пијам многу години, ми пречи кравиото млеко, но реков ајде ќе пробам, се чека на ред. Се чека на ред надвор, за закажано, термин имаш, значи се мозат кобилите во толку и толку часот и ти во 10-15 минути, еве, со овие луѓе седнавме и испивме по половина литар млеко за да ви се олабави дигестивниот систем. Аха. И навистина е толку пријатен вкус има ова млеко што разликата меѓу ова и кравјото млеко е навистина огромна. Огромна, немаш мачнина, немаш тешкотија. Јас земав купив, односно и млеко од камила и тоа да го пробам и тоа е поблиску до кравјото млеко по вкус. Интересни доживувања. Многу интересна земја, коњите се нели доминантни. Апсолутно. Имам ја еден серијал Степски на народ сепак. коњи и ракети, сепак они се нели и имаат и таму еден нели тој најзначаниот центар за вселенски истражувања во Бајконур. Имаат и своја вселенска програма, неодамна испратија своји сателити во вселената. Земја на Јас читам една книга, ја довршувам сега од една британка, дописничка на BBC и така натаму, се вика Dark Shadows книгата, Добро. Темни сенки, во која нели го фаќа токму овој транзицијски период и на Казахстан, сепак е тоа општество во кое се случуваат големи промени. Сега имаме казахстанци кои се мултимилиардери, кои можат да инвестираат секаде во светот и така натаму. Петродоларите Така. го направија своето, меѓутоа имаат и своји богатства, имаат убавини, имаат нешто што можат да го прават, се трудат да прават и земјоделство и така натаму, иако тука узбекистанците им се најдобри. Така. Во позадина стално нешто испраќаат за јадење вкусно и така натаму. Христо, ти благодарам што беше дел од Добро утро секој утро повторно, ти благодарам што се врати. Да. Да кажам така, со душата очекувавме. Исто и јас со душа чекував да се вратам, особено што во деновите имавме авионски карти. Се беше средено, Turkish Airlines вика нема летање за Казахстан заради пандемијата. Казахстан ги продолжи уште 2 недели карантинските мерки. Тамо не се знае, веќе не лета повторно Turkish Airlines. Ќе останавме заглавени, многу луѓе нели останаа заглавени, семејствата се раздвоја и така живееме во едно лудо време. Добро е што си дома, што сте сите дома, токму така. Тоа е сепак најважно. Најважно е човек да си биде меѓу своите. Тоа секако важи и без да се каже. Во секој случај тука правиме една пауза и веднаш потоа продолжуваме со останатите содржини подготвени за вас.